Представници на медиумите да ви се заблагодарам на ваквиот одзив. Ние еве пред нова година, како што ветивме почетокот на превземањето на фабриката Брилијант, дека во блиската иднина ќе ве собериме, се достоивме на зборот, го организиравме овај прес митинг со вас овдека и со градоначалниците на Прилеп, кај што ни е седиштето на Витаминка и градоначалникот на Штип, каде што е фабриката. Сакаме да ја представиме фабриката, ви се пофалиме дека имавме успешно превземање, дека имавме успешна приказна во овие 6 месеци, добро се изборивме со пазарот и го вративме брендот Брилијант на полиците на сите маркети, сите ланци во Македонија. Повелете со прашања, ставиме на располагање да одговориме. Добро со облегувањето во Брилијант ја подобривте технологијата на работа. Што друго имаше како иновација? Иновации воопшто немаше. Линијата е последната технолошки развој на линии, воопшто немаме иновација, единствено во поглед на екологијата го заменивме енергенсот мазут со енергенс на земјен газ, кој го купуваме тука од локални добавувачи. Дали би го потекнале производството на сончоглед? Па ние имавме иницијатива со Благој Жорев, фабриката за масто, која има примарно производство, имавме иницијатива и бевме на состанок во влада и дадовме поддршка на Благој Жорев да субституираме во откупот на сончоглед и да се заживе и производството, да се врати повторно културата сончоглед на македонските ниви. Исто нормално бараше Благој Жорев и ние во поддршката да се субвенционира примарното производство и ние стоиме на располагање сета количина која ќе имат вишек Благој Жорев во сирово масто да го откупиме по пазарните цени светски кои се на берза во светот. Да, може само на кратко мала генерална статистика, годишно производство, месечно? Вака, годишно не можеме да кажеме, само 6 месеци сме во производството. Задоволни сме од пласманот во Македонија. Можам да кажам дека достигнавме 40% од производствените капацитети на фабриката. Работиме на пробивање на пазарите, односно да го вратиме во пазарите во околината, во Албанија, Косово и Србија. Србија ни оди многу тешко, но Косово ни се отвори шанса со новата ситуација и сега интензивно работиме на косовскиот пазар и таму сме концентрирани моментално на обработка на терен. Кој екипирани сте? Ние ги превзедовме сите вработени, што беа во фабриката во Брилијант. Иначе, како комерција, Витаминка имаше најдобрата комерцијална мрежа во Македонија, дистрибутерска, транспорт исто, така да до сега немаме каснење во испораките до нашите купувачи. Две прашања. Домашна суровина, дали има, каде имате суровина кога ќе стане? Не, И гасификацијата, дали бидете дел од најавната гасификација? Домашна суровина за жал немаме. Во овие 6 месеци суровината ни е поголемата количина ни е од Бугарија, многу мали количини купивме суровина од Србија. Се надеваме дека и еве како што кажав и претходно дека ќе најдеме заеднички јазик со владата на Република Македонија да се зголемат субвенциите на сончогледот и со Благој Џорев заедно да вршиме откуп на сончоглед, рафинација на сирово масто и да ние го купуваме сио вишак на производство Благој Џорев. И ние тоа гарантираме и стоиме за таа одлука наша. За газификацијата денеска имам добра вест од градоначалникот. Ни кажа дека и овај крак, оваа индустријска зона е влезена во првата фаза на газификација и тоа ќе биде уште поевтинување на енергенсот. Па во овај момент не, само можам да ви кажам дека иако е 3-4% поскап гасот, пошто го транспортираме како компримиран и го носи локалниот добавувач овдека, во однос на мазутот, ние се одлучивме ради постоечката ситуација со еколошките ситуација во Републикава, одлучивме да купуваме метан, да не користиме мазут. Само change. Да. Може повелете. Дали имате проблеми по однос на гледната клима во моментот? Закони од... Не, апсолутно не. Не. Оваа година од превземањето на ВАК апсолутно немаме никакви проблеми во законската регулатива. Фабриката е изградена по сите стандарди, со еколошки дозволи, не снимале апсолутно никакви. Целосно како Витаминка не знам. Не, работиме по сите закони на Република Македонија, така да воопшто не снимале проблем. Не. Што е со нелојалната конкуренција? Па македонскиот пазар е отворен. Конкуренција има не само во маслото, туку во сите производи.
Нелојалната конкуренција постои. Јас се надевам дека се потешко ќе биде да обстане таа нелојална конкуренција. Мислам дека државата почнува да става ред колку што може максимум и се намалува. Веќе голем проблем ни е одливот на луѓе од Македонија и кадри. Тоа ни е во моментов најголем проблем со високостручни кадри, но и со средностручен кадар со техничките училишта. Но се трудиме да бидеме поконкурентни, подобар работодавач и да го решиме тој проблем. А со сивата економија постои, ние се бориме со нашиот квалитет и тука нема компромис. Дело некој проект би поддржувал проект на дуално образование? Апсолутно, ние веќе имавме разговори во локалната самоуправа во Прилеп и ние дадовме поддршка заедно со Комората на германските здруженија, поддршка на дуалното образование и ние ќе бидеме дел од тој проект. Што значи 6-месечното искуство со брилјант за витаминка? Многу различен производ од нашите производи, многу обртен производ, многу брз со обрт, со многу помали профити маржи, голема конкуренција, многу осетлив социјален производ и ни даде многу постиг за побрзо работење со нашите производи. Побрза дистрибуција, побрза посета на маркетите, така да ја подобривме и нашата дистрибуција во однос на витаминка, но имаме и ефект на поевтинување на трошоците со тонажите кои ги продаваме во маса. Како ќе се одржи тоа на цената на зејтинот? Имаме нова ситуација со лебот, имаме нова цена. Како... Во моментов ја морам да кажам дека нема најави ни на светски берзи за покачување на цената на зејтинот. Ние од самото превзење беше 64 денари, дојдовме до 55, конкуренцијата слезе, ради што сме ние лидер, слезе под нас да може да продава. Најави за зголемување на зејтинот во овој момент нема.